Почитувани гледачи на ИМ телевизија, добра вечер. Наша вечерашен гостин во емисијата Мој став е госпоѓа Емилија Гелева. Македонската јавност ја памети како долгогодишен надворешно-политички новинар и уредник во македонската телевизија. Се јавува и како директор на две телевизии кои што ги формира, Телма и МТМ. Во периодот од 1998 до 2002 година е советник за надворешна политика на председателот на владата, а исто така се јавува и како автор за геополитички истражувања на повеќе дневни колумни. Потоа како дипломант во македонското МНР се јавува како директор и го формира Институтот за геополитички истражувања и надворешна политика, за денес да биде дел од Единствена Македонија, односно председател на Унијата на жени во Единствена Македонија и член на Извршниот комитет за надворешна политика. Господја Гелева, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да гостувате во Мој став на ЕМ телевизија. Мојата најава беше малку подолга, кажавме повеќе работи за вас, исклучиво исполнета, успешна кариера, меѓутоа дали во пракса ова се така изгледаше глатко? Кога ти е дадено да бидеш борец за вистина, особено и во новинарството, во таа новинарска професија, работите секако не биле глатки, но кога нешто се работи со љубов и со срце, тогаш пречките едноставно се надминуваат. Јас сум навистина можам да кажам дека имав исполнет живот и професионален и личен, затоа што пред се ниту во професијата, ниту во животот не се откажав од себе си, од своите принципи, да бидам она што сум, што ми е дадено. За сите луѓе има има висши сили кои што ги одредуваат нашите, да кажам, текови во животот и во таа смисла, значи секој од нас има некаква задача, зошто е дојден на земјата, зошто е тука. И јас сум среќна што едноставно не се откажував од тие знаци за тоа што треба и како да го сработам. Реков, навистина сум задоволна од сето тоа што го постигнав во професијата. Така, во професионалната кариера сведок сте на многу збитнувања, како во Македонија, така и во светот, па еве ајде да направиме една ретроспектива од самото самостојување на државата од 1991 година па се до сега, поминаа повеќе од 33 години. Што се случуваше од тогаш па се до сега, што се промени, каде беше Македонија, каде е денес? Има еден афоризам на нашиот познат афористичар и хуморист Живко Павлов, кој што на времето го цитираше во еден свој текст и најпознатата хрватска новинарка Јелена, не можам сега да се сетам на презимето, кој што вели дека и тапкањето во место може да добие драматичен тек. Ние навистина 33 години не само што тапкаме во место, туку од ден на ден тие текови стануваат се подраматични кога станува збор за Македонија. Јас имам долгогодишна кариера, 40 години работа, значи, главно во новинарството, но и во други, да кажам, сум била на позиции на кои што сум била близко до политиката, нели, како советник или како аналитичар, така што па дури еве и како дипломат, но на крајот, нели, на тој професионален пат, но во текот на тие години јас можев да ги следам во континуитет како се одвива работите. Значи, тие 35 години, да кажам, не само известувајќи, пишувајќи, туку и директно, понекогаш учествувајќи во некои настани. И она што вие добро го поставивте тоа прашање, значи, она што е важно е да
во што сакам вечерва да го елаборирам и во континуитет да го објаснам, е тоа дека се што се случуваше во овие години, така речи од самиот почеток на осамостојувањето, е всушност резултат сите настани што доведоа до една ваква состојба во која сега се наоѓа Македонија, да не кажам се наоѓа на дното и на работ на амбисот за своето понатамошно обстојување. Значи, се тоа е резултат на сите манипулации што беа направени пред се од странските фактори, така наречената меѓународна, односно западна заедница. Така што многу е битно да се согледа таа траекторија на што се должи оваа состојба во која што сме ние. Пред се треба сите да имаат на ум дека се должи на планот во кој што Македонија уште од самиот почеток, уште пред да се осамостои, тие не ја имаа предвидено да постои. Така што јас би почнала од првите избори по осамостојувањето, кога народот со сета македонскиот народ гласаше масовно за ВМРО, ДПМНЕ, и ВМРО доби огромна победа, состави и влада што ја предводеше премиерот Никола Клјусев. Меѓутоа, по кратко време, таа влада беше всушност од страна на преобразениот, маскираниот СДС, маскиран велам затоа што претходно тоа беше комунистичката партија во рамките на Југославија, кога постоеше. Така што СДС со помош на трикови, со помош на инженеринг, ја собори таа влада на Клјусев и ја презема власта. Значи им ја украде победата. Тие уште од почетокот се обидоа, велики дека, се сеќавам дека ВМРО имаше 38 или требаше 39 да бидат, и тука нешто зема некои пратени помалку, како и да е, ја урнаа, значи, уште од почеток, не дадоа да заживее идејата за самостојна и за суверена Македонија во вистинска смисла. Затоа што веднаш потоа, значи тука сега се гледа, тогаш се појави и веднаш се појави на сцената во Македонија Џорџ Сорос, кој што почна да поставува од самиот почеток политичарите и председателот Киро Глигоров и Црвенковски, значи му ги отворија вратите и тој поставуваше некои многу чудни, мислам, услови за тоа што треба, како да се викаме, за промена на името, дека сме ние Словени и така натака. Значи, постоеше интерферирање веднаш од странци, дали како политичари или како Џорџ Сорос беше во навод филантроп познат, меѓутоа тој конкретно беше близок играч, беше играч на англо-американските тајни служби. Значи се спроведуваше уште веднаш, во самиот почеток имавме интерферирање. И не само што интерферирање, туку странците ги манипулираа настаните во прилог на она што тие сакат да направат со Македонија. Значи, тогаш веќе се поставија после 91 година, 92, веќе Грција, не само Сорос, туку и Грција го наметна прашањето за името. На кој начин можеме ние да се зачлениме, под кое име, тие се противеа да се зачлениме во Обединетите нации со нашето име Република Македонија. И председателот Глигоров, се сеќавам дека приемот беше на 8 април 1993 година и покрај противењето, големото противење на ВМРО ДПМНЕ, се прифати таа референца, имаше изјава и од самиот председател Глигоров дека тоа ќе биде само за кратко, така му има ветено за 2-3 месеца, дека потоа ќе
се запише со вистинското име. Од тоа свесни сме дека ништо не се оствари, ние со години ја носевме таа референца Фиром. Значи тука повторно тој беше така советуван, се разбира од странци, тоа кога се говори советување, тоа е малку повеќе од советување. И ние некако и нашите политичари можеби беа малку наивни во почетокот, не знаеа точно како функционира меѓународната заедница и ни малку не можевме да веруваме дека имаат толку деструктивен план за Македонија, мислам и политичарите. Дали некои беа наивни? Па да, и Бранко Црвенковски беше релативно млад. Тој исто така беше советуван, ја започнал на грабатизација, јас така ја имав наречено приватизација, која што во Македонија беше направена на доста суров начин, на вистина само тесен круг на луѓе си ги земаа, знаеме до каква ситуација го доведоа народот. И по 33 години некако како наивно повторно да играат нашите политичари. Ништо не сте поврднал. Не, сега не е така. Нема тука никаква веќе наивност. Ќе кажеме и зошто. Затоа што им е пред се за да ги исполнат тие агенди кои што некој ги замислил. Гледаме со каква толеранција кон нивната корупција, кон нивните криминални дејанија, значи тие просто не ги осудуваат. Дури они паушално вака условно говорат дека треба да се справиме со корупција, со криминал, меѓутоа кога станува збор за конкретни случаи е штама. Значи тие што го прават тој криминал и корупција во општеството, всушност западните фактори нив ги поддржуваат. И сега тоа го видовме, ќе го прокоментираме и со последниот состанок од оваа недела што беше во изјавата на американскиот државен подсекретар Обрајан. Значи, така да има тука, значи почна со приватизација, тој план за таа приватизација или они како што ја нарекуваа либерализација во економијата се одвиваше не само во Македонија, на светско ниво, зашто во тој период нели се распадна и источниот блок, и во тие држави исто се случуваше, но беше похумано малку таму со ваучери направено. Овдека кај нас ја прифатија најлошата можна верзија. Сигурно и поради грамзивоста на луѓето кои што беа на власт и на тие бизнисмени што беа веќе нели како директори кои што станаа собственици за безпари на сите капацитети. Народот остана на улица. Тоа се тешки времиња и тешки за многу луѓе, значи тешки да кажам судбини. Нема начин како да најдат работа и да се грижат за своите семејства. Велам, во самиот старт се почна со манипулација, се почна со политички манипулации на изборите. Видовме како дојде и до тоа зачленување исто со едно лажно ветување дека ќе се смени името, нема да биде референца Фиром. Но во 94-та година, нели, го соборија Клюсев, дојдоа СДС таму колку беа 2 години на власт, и во 94-та година имавме повторно парламентарни избори. И тогаш јас бев сведок на тоа што направија меѓународните посматрачи за прв пат. Во собранието бев. И покрај тоа што изборите беа неправилни, имаше многу неправилности, да не кажам и фалсификувани, но ВМРО на тоа укажа, имаше огромни протести на плоштадот. Јас бев во парламентот, требаше да ги следам и да известувам за тоа, за оценката на меѓународните посматрачи. И сега тие генерално ги поддржаа дека изборите се исправни, што не беше точно, но меѓу нив, знаете, секогаш индивидуалниот фактор е многу интересна работа. Јас бев сведок на луѓе кои што, нема да кажам дури ни од која држава,
кои што некоја совест имаат, затоа што они знаат што прават. И знаеа. И видов дека всушност они знаат дека изборите се неисправни, неправилни, но ставот беше, не знам дали беа на ОПСЕ, сега не можам да се сетам тогаш дали веќе беа тие посматрачи, беа меѓународните посматрачи, изгледа ОПСЕ дали беше веќе присутен, не се сеќавам. Но знам дека некои од нив не се чувствуваа природно и тоа беше манифестно, мислам, не се чувствува пријатно. Значи тогаш таа така наречена, јас стално викам така наречена меѓународна заедница, затоа што ова евроатлантска всушност заедница себе си се нарекува меѓународна, како Божемски, она е единствена, нели, во светот. Така, тоа е конотацијата и смислата да се исперат умовите на луѓето. Како и да е, тоа беше навистина една голема манипулација во која што на ВМРО и на народот не се почитуваше волјата на народот и повторно на ВМРО и се открадна победата. Све со цел, најверојатно, меѓународните експерти имаа оценето, тие имаа оценето, ја знаат добро и психологијата на секој народ на Балканот имаа студија правена. И затоа сум правила јас интервју со господин Оскар Лампе, тој беше тука, он го има правено тоа истражување и дури имаше психолошки профил на секој од овие бившите републики. За македонците многу добро се сеќавам дека кажа дека ние сме најотворени за странците, дека сме многу пријателски расположени, ги примаме, нели, онака како што традиционално се примале гости дома, и со отвореност, со позитивност и дека најдолго ги одржуваат македонците контактите. Значи, они имаа профил. Така да не само за нас како народ, туку сигурно имале и за партијата, и за поединци. И во таа смисла, значи, тоа беше една од тие првични големи манипулации. Во тој период, од 94 до 98 година, Бранко Црвенковски беше, нели, премиер. Така. И работите не одеа како што треба. Бранко, без оглед на се, немаше сега храброст или да направи такво нешто, да ги прифати условите на Грција или всушност Грција беше само исторениот играч. Тоа беше план и концепт на евроатлантската така наречена меѓународна заедница. И дури мислам, не знам дали во тој мандат позната е неговата изјава дека сака да го види тој херој што ќе ја направи промената на името, он го создаде тој херој уствари во навод, затоа што, нели, знаеме кој тоа го направи, Заев. И меѓународната заедница веќе не беше стрплива во однос на тоа, нели, како се однесуваат со ДСМ и дека не го спроведуваат тоа што треба. Инаку тука не ја спомнав тука привремената спогодба со Грција и тогаш кога се направи тој атентат врз председателот Глигоров и знаеме дека промптно беше, така речи, во собранието прифатена и привремената спогодба и се смени и знамето и се откажавме од македонското малцинство во Грција, во Беломорска Македонија, се откажавме, нели, со таа спогодба. Така да и таа привременна спогодба се тоа инструменти, алатки преку кои што се остваруваше планот и тоа секогаш со интерференција на меѓународниот фактор, затоа што они имаат во континуитет тој план и го остваруваат. Инаку, да, јас во 93 и 94 година бев на академска и професионална специализација во Вашингтон и тогаш се случуваа тие многу тешки работи овде со ембарго на нафта во зимно време од Грција поради тоа, нели, наше име и така натака. И таму одев секојдневно во Стейт департментот покрај моите други обврски, затоа што моја желба беше да
да известувам дневно за Македонија. Од почеток тие не знаеа дека сум таму како новинар присутна. Кога го поставив првото прашање, не можеше да ми одговори портпаролот, ми рече не знаеш дека има некој од Македонија и дека ќе биде понатака подготвен. Така што имав можност, бев член на National Press Club и одев на сите настани што беа од мој интерес. Беше конкретно 93 година и бев присутна на промоцијата на партнерството за мир, што беше предлог на Соединетите Американски држави. Советничката на тогашниот председател Клинтон го промовираше, го објаснуваше. И кога го прочита нивниот предлог, ги спомна сите држави и од Источна Европа и од екс-југословенското подрачје. Ја немаш Македонија. Да, не знаеше дека има некој македонец таму. Јас почекав, се јавив да прашам. Нормално беше, не беше пријатно затоа што немаше одговор. Јас прашав зошто вие ги прочитавте сите што ќе бидат ставени на листата на партнерството за мир. Зашто тоа беше као чекална за да потоа се зачнат државите во НАТО. Господјата советничка се најде во непријатна ситуација. Не знаеше зошто ја нема Македонија. Рече дека ќе провери, но јас во меѓувреме до вечерта испратив извештај и за МТВ и за Македонското радио и пишував и по весниците кај што беше. И меѓутоа ова беше дневно, така што знаете кога се разголени, откриени и тие, а и нашиве, јас никогаш не проверив дали нашиве политичари знаеле или не. Имавме ние тогаш и некаква амбасадорка, некоја таму. Која што била претходно цвеќарка. Па после меѓутоа таја, значи нема информации, најверојатно тука настанала некоја малце непријатна ситуација во влада кај председателот, така што брзо се реагираше по тоа, значи заради тоа што за некој период и Македонија ја ставија на листата во партнерството за мир. Сакам да кажам дека тоа не беше случајно што ја немаше на листата. Македонија не беше предвидена од самиот почеток да постои и таа меѓународна заедница се што правеше во Македонија го направи за да го оствари својот план. Во 99-та имаме повторно председателски избори. Да, но битно е само да, имаме. А потоа војна? Во 90 да, тоа е во периодот, значи 98 година, тоа го кажав предска, не беа задоволни од остварувањата на СДСМ, меѓународната заедница. И за прв пат, и тие се единствени избори во 98 година, кога ВМРО повторно победи со огромна разлика и голема победа беше тоа. И меѓутоа тоа се единствени избори кои што се поклопуваа со желбата на меѓународната заедница да дојде ВМРО на власт. Значи, они не интерферираа, немаше потреба, зашто тоа беше природна ситуација. И тоа се единствени легитимни и, да речам, нефалсификувани избори. Победата беше навистина многу голема, народот беше повторно на плоштад, се уште со својот ентузијазам и љубов дека ќе ја прави државата. Но тие меѓународни фактори веднаш имаа план. Значи, ние уште, јас бидејќи тогаш станав советник на премиерот Георгиевски, уште немавме бюро и столче, не знам каде ќе седиш. Се започна со признавањето, со притисоци за признавањето на Тајван. А тоа всушност, тоа признавање на Тајван беше добро испланирано, затоа што прво американците во претходниот период, летото пред септември, изборите беа во септември или октомври кога беа, значи они набрзено ја формираа четворица функционери ја ставија во коалиција со ВМРО ДПМНЕ. Тоа беше проект. И четворица функционери од ги распоредија на клучни места. Еден да биде министер за надворешни работи, еден
Климовски беше председател на парламент, во таа поделба на функции. Многу интересно. Уствари 4 клучни места за признавањето на Тајван. Еден беше, Камбовски беше министер за правда, реков, имаше исто Александар беше министер за надворешни работи и Васил Тупурковски беше вице-премиер. Се направи тоа признавање зашто ти е потребен министер за правда за да го направи тој документ за признавање. Потребен ти е спикер кој што ќе го стави што побрагу на дневен ред и дипломатските активности да ги заврши. Александар Димитров беше министерот за надворешни работи. Интересно беше тоа, но уште поинтересно беше што на која карта всушност они играа. Планот, што значеше нивниот план. Бидејќи во тој период постоеа сили на границата меѓу Македонија и Србија, односно Косово, сили на КФОР, кои што ја чуваа таа граница. А бидејќи они планирале, нивната интенција беше да се бомбардира Србија, тој батальон на КФОР пречеше. Тој е батальон на обединетите на силите на сини, така наречени сини шлемови беа порано. Значи тој батальон на КФОР на границата пречеше за еден таков процес. Не може тоа да се одбива. И они, зашто тој бесмислен потек на признавање на Тајван, тоа се покажа колку било бесмислено, зашто и онака тоа сгасна без никаков ефект. Значи, бидејќи се знае дека Кина води принципиелна надворешна политика и дека поради нашето признавање на Тајван а тоа е се под притисок направено и врз Љупча, и врз премиерот Георгиевски. Без оглед на тоа што му се советуваше и јас лично и други експерти советуваа дека не треба да се признае Тајван од икс причини, дека со тоа всушност и ништо посебно не се добива, меѓутоа најверојатно притисоците врз него биле прилично силни. И дојде до тоа признавање, Кина стави вето на продолжување на мандатот на КФОР и со тоа беше отворен патот за бомбардирање 1999 година. Сакам да кажам дека во тој период навистина меѓународната заедница се погрижи да прави што повеќе хаос и притисок врз владата на ВМРО ДПМН, се најверојатно со цел што побрзо Љупчо да се согласи на варијантата за промена на името. Затоа што, ова да не се заборави, за меѓународната заедница е многу важно ВМРО да ја направи таа промена на името. И ден денес е важно. Тоа се гледа. Тоа што со манипулации, со подкуп, со коруптивни сделки го направи СДСМ, таа неуставна промена на самиот устав, значи, тоа не држи вода. Народот не го прифаќа тоа. Затоа, за меѓународната заедница тогаш беше многу важно Љупчо, односно ВМРО, да го направи. Тоа се генерира многу настани, за да се изврши, за да дојде, всушност, имаше да кажам, еден предплан за да дојде до војната што ја генерира однадвор со подготвување на терористите на ОНА и со нивно инфилтрирање на територијата на Република Македонија во 2001 година. Значи, за тоа нив им беше потребен нивни човек за председател. Говорам на евроатлантистите и на Соединетите Американски држави. Како Македонија се справи во периодот на... Вака сега, значи, Борис Трајковски на првиот ден од неговата изборна кампања, вечерта по една средба што ја имал во паузата на една театарска представа, пресреќен дојде на состанок на кој што кажа дека он е веќе избран председател и дека американците му договориле средба со лидерите на ПДП и ДПА и добиле налог, сугестија
тие сите да гласаат за него. Затоа што членството на ВМРО ДПМН се противеше за неговата кандидатура и председателот на партијата Георгиевски имаше навистина сериозни проблеми да се справи со тоа незадоволство во партијата. Значи, тогаш да се каже дека е направен план, албанците да го гласаат, план е направен, ве молам. Не е тоа нешто спонтано. Јас мислам, имам разбирање за спонтани чувства на едни или на други луѓе кои што ќе решат да гласаат, не е важно за кого. Меѓутоа, значи, тогаш тоа беше прв пат да се направи таква манипулација со изборите, со волјата на избирачите, затоа што не беа сигурни, од надворнините најверојатно мерења укажуваат дека тој не може да биде избран затоа што само со гласовите од гласачите на ВМРО, затоа што тие не беа за таа кандидатура. И навистина и така и беше. Имаше еден геп меѓу двата круга, еден празен простор, во кој што не се знаеше дали ќе му се даде од крај поддршка, како и да е, сигурно помогнаа тука, се знае како настана тоа, значи, таа кандидатура, затоа што тој им бил клучен играч, нивни човек, за да може да го спроведат понатака она што го планираат со демонтирањето на внатрешната структура на државата преку генерираната војна во 2001 година, која што навистина беше замислена, не се оствари можеби до крај, зашто можеби сакаа уште повеќе да едноставно да имаше размислувања и пишувања дека целта е да се направи протекторат Македонија како и Босна и Херцеговина, формален протекторат говорам, инаку сега ние сме и колонија, неформално мислам, нели? Меѓутоа сепак тоа не се оствари така како што они посакуваа, затоа што на терен ситуацијата сепак беше во наша полза и се пружи отпор не само на терен, но имаше проблеми зашто токму Трајковски ја откажа послушност и на премиерот и на некои генерали, затоа пишуваше, имаше генерал Петровски, мислам беше, сега мислам дека е починат, но тој има една книга околу тие настани, што фрлаат светлина на ова што го говорам исто така. Така што гледаме дека се тоа планирани настани и дојде до потпишување на тој така наречен рамковен договор со кој всушност се преструктурира составот на самата држава. Седна се ме прашавте како се справивме со сето тоа што се случуваше во таа војна 2001 година. Значи, се пружи отпор на терен, тоа е на терен од воен аспект, а од политички аспект нашето најсилно оружје беше кажувањето на вистината во меѓународната заедница. Председателот на владата Георгиевски во парламентот пред да се потпише рамковниот договор, пред неговото усвојување во парламентот, одржа еден говор во кој што поентата беше дека НАТО им испраќа лоши сигнали на терористите низ целиот свет. Јас во тој период по некое Божјо провидение, по други работи бев отидена во Вашингтон, но во тој период таму случајно дознав дека се промовира рамковниот договор од страна на една господја на фондацијата Фридрих Иберт пред целиот дипломатски кор во Вашингтон. Отидов таму, мислам таму немаше никој од нашата амбасада и по промовирањето на содржината на рамковниот договор нормално имаше некои прашања, но јас станав и кажав дека сум советник на премиерот од Македонија, исто беше
Нормално тие не очекуваа дека има некој од Македонија. Со факти кажав каква е ситуацијата и дека им укажав на сите дипломати дека тоа што меѓународната заедница, така наречена, го прави во Македонија, фактички е поддршка на терористи и дека тоа нема врска со никакви човекови права, борба за човекови права. Упатувајќи им порака дека доколку тоа тие не се разбудат за да точно се соочат со тоа што се случува, значи дека тоа ќе им се врати како бумеранг. Тоа беше моето предупредување беше само 5 дена пред 11 септември, кога се урнаа кулите близначки во Њујорк, така што и што се потоа следеше на светски план. Така што ние на светски план, на политички план се боревме со кажување на вистината. Немаше друг начин. Кога знаеш дека ти ги креираат сите и војна, и се само за да те принудат да промениш име и се што понатака од нас се бараше. Што следуваше потоа во меѓувреме, какви во други 2000, манипулации? во 2002 година нели имаше повторно избори. Последната средба на која што се одржа во просторија на парламентот и меѓу премиерот Георгиевски и Хавиер Солана, тој беше тогаш главен во Европската унија. Притоа Солана му рече на премиерот дека не треба да се плаши дека ќе го убијат. Но додаде дека треба мирно да ги предаде изборите и власта. Дури неговиот помошник кој што беше присутен се помести така нервозно во столчето. Ние останавме мирни, но сакам да кажам какви сигнали им испраќаат за да ја остварат својата цел. Ја вратија СДСМ на власт, надевајќи се дека повторно Бранко ќе успее да ќе го направи тоа што они го сакаат, таа промена на името, зашто тоа значи промена на се. Гледаме што се случува всушност од кога настана. Но повторно не успеа во тоа. Тогаш се направи територијалната поделба 2004 година, пак бевме изманипулирани, затоа што не само што се направи фактички прво референдумот за територијална поделба, се тоа некако се совпаѓаше изборите во Соединетите Американски држави, Буш беше повторно избран за втор мандат. Тие денови исто и референдумот што се одржа овде, на кој што волјата на народот исто беше против, но се направија некои математики дека немало доволно излезеност и така натака. Така што и покрај тоа што мнозинството народот беше против правење на таква територијална поделба која што ја спроведе Бранко, до тоа дојде затоа што многу добро се сеќавам, пишував за тоа, кога Буш ги доби изборите, утре дента, кога стана и ги отвори очите, прво што направи беше да потпише дека сад ја признаваат ФИРОМ како Република Македонија, по нашето уставно име. Тоа беше вака една мамка на која што нормално им послужи на овие што беа соросоидите и на СДС-овците да слават дека еве колку добра политика они водат, дека ни го вратиле, нели го името сме го успеале да го сочуваме и така натака, што се покажа дека само е една игра. Затоа, за да може да се направи таа територијална поделба која што во суштина ја смени етничката структура на населението во одредени општини, затоа што беа направени неприродни граници, неприродна поделба значи на тие општини. Општини кои што беа чисто македонски, им се придодадува некои други села, стана мешани, дури да речеме Кичево и други, па и во Скопје, уште една манипулација. Уште една манипулација. Нашите овие домашни играчи што ги правеа сите тие, што ги спроведуваа сите тие активности, не се планери.
Тие се само извршувачи. Тие само извршуваа она што некој друг им го имаше испланирано и им даваше налог тоа да го направат. Значи, сега дојде 2006 година, кога Никола Груевски, односно ВМРО ДПМН, начело со Никола Груевски, повторно ја освои таа победа. Меѓународната заедница конечно се надеваше дека Груевски, пак, значи ВМРО, овој пат ќе го направи тоа. Зошто? Затоа што за него имаше, како да кажам, еден психолошки профил од надвор, дека он е извонреден организатор, многу јак технократски менаџер, меѓутоа не со голем капацитет на умот. Мислам дека тука има донесено погрешна проценка. Никола Груевски покажа дека не е тоа што он е мислеле и се разбира, не го промени името, дури направи многу, направи една ренесанса во Македонија, подигнувајќи го духот македонски, значи и со изградба и разубавување на градот, со изградба на споменици на најважните личности од македонската историја. Овие градби кои што модерните соросоидите уствари ги критикуваат, на што тоа личело кога ние сме имале барок, треба да отидат да ги посетат нашите археолошки локалитети и да видат како изгледале градбите. Барокот е од тука однесен. Тоа сите што се упатени го знаат. Навистина е така. И дури во Италија, за Ренесансата, барокот е таму однесен. Значи, прашете италијани, кои што се упатени, ќе ви го кажат тоа. Како и да е, дојдовме, значи, на Никола Груевски му поставија нели друг услов, тука дуи насилно ја исто ја втурнаа во власта и еве гледаме докаде таа политика на штитење и најпосле меѓународната заедница свати дека мора да игра многу повеќе на картата на да ја користи картата на албанците, за да го постигне тоа. Ние имаме еден фактички не само надворешни овие што се Грција кои што се против, да ги кажам непријатели, они не се непријатели, зашто бараат име да смениме, бараат јазик, идентитет и не знам што, историја. Така. И бугарите и источниот сосед. Значи од внатре го создадоа албанскиот фактор и го искористија. Тоа најмногу ја растури Македонија, внатрешно. Затоа што сега сме дојдени до степен, за другите сега сме дојдени до степен кога корупцијата и криминалот фактички, односно структурите на ДУИ, се како метастаза расширени во сите институции на системот и тоа е многу тешко да се искорени и да се справи човек со таква една ситуација, но сигурно има начин. И видовме, не треба многу, сите се сеќаваат на тие последни манипулации, како се изведе потпишувањето на така наречениот Преспански договор, кој го потпиша некој кој што нема право по устав, тој не значи ништо. Тој така. Договор, меѓународен договор. САД или други држави се повлекуваат од договори кои што не им одговараат. Не можело, не знам, да се смени и така натака. Тоа се само лажни приказки. Сигурно има начин за се што се сака да се постигне како што треба, поредот на нештата, а не онака како што беше направена промената на уставот со новото име, преку уцени, притисоци, подкупување, видовме колку пари се дадени на 8 темина кои што ги земаа пратеници и така натака од ВМРО, за да добијат тоа као двотретинско мнозинство. Значи, се е тоа на криминален начин направено и со манипулации и со рецептури, кои што тука заеб беше затоа и поставен, го најдоа тој профил, они ги снимаат сите профили, ги знаат добро луѓето какви карактери се. Значи, они сакаат да бидат големи и важни политичари и не е важно дали
ќе одработат против својата држава, ќе ја уништат без малку. Но секогаш постои без оглед на се некоја контратежа која што еве се уште не држи и ќе не додржи. Во Скопје на така наречената тајна вечера беше присутен и синот на Сорос, Александар Сорос. Што сигнализираше тоа, госпоѓо Гелева? Видете, составот на луѓето кои што биле присутни на таа вечера и нели не само странците кои што беа, помошникот американски државен секретар О'Брајан, заедно со Александар Сорос, чиј татко всушност беше и се уште сигурно не е активен, меѓутоа тој е експонат на англо-американските служби. Така што освен тоа беа присутни и нивото беше измешано, значи темата на таа вечера да бараат председателот Пендаровски и Ковачевски поради високиот рейтинг на ВМРО ДПМН, значи албанците прво да не истакнуваат свој кандидат да можел да победи Пендаровски, да бараат помош за да останат на власт, тоа е повеќе од срамно. Мислам, можете да замислите каков профил на луѓе се тие што го прават тоа, прво што бараат, а и овие другиве кои што на некој начин со својата изјава, например, О'Брајан покажа дека и покрај корупцијата и криминалот, за него патот за напред го давал како опција СДСМ. Он тоа го кажа во својата изјава. Зошто? Затоа што патот напред е промената на уставот и внесување на шака бугари. А другиве ветувале, ама не се знаело што ветуваат, значи ВМРО ДПМН. Значи он индиректно кажа дека еве ова ви е патот напред и така натака. Значи по секоја цена настојуваат да го остварат својот план. Тоа е последниот удар што сакаат да го зададат. После тоа не знам дали воопшто и како ќе може да биде враќање назад. Затоа што тогаш тоа е отварање врата на бугарските дејанија што би следеле во смисла на нивните постојани тврдења дека македонците не се македонци и не знам што се и така натака. А присуството на Сорос укажува на тоа дека дури ќе одат и на план за промена на граници, можеби, за да го постигнат тоа што го сакаат. Значи тоа е нивниот план. Јас не велам дека тоа така ќе биде. Меѓутоа треба да се знаат плановите кога станува збор за Македонија. Вчера беше изгласана и новата техничка влада, закажани се и идните парламентарни председателски избори. Што конечно да очекува македонецот? Ќе се сменат ли работите на подобра? Па, од ова дно, мислам, може само да дојде до дури и мало некое подобрување ќе биде подобрување. Затоа што сме... Што прогнозирате за изборите? Па за изборите се знае. Ако се почитува волјата на народот, рейтинзите веќе покажуваат. Тоа ќе биде убедлива победа на ВМРО ДПМН. Се надевам дека ќе бидат навреме спречени сите манипулации. Јас затоа и укажувам, подсетувам, вака редоследно на многуте манипулации во овие 33 години што се направија и поради кои, меѓу другото, нели, сме на ова дереđе на кое што сме сега. Затоа битно е да се спречат манипулации однадвор, битно е да се спречат технички манипулации, како што беше на последните избори, кога нели, не работеше компјутерот во Државната изборна комисија, не знам колку, дали беа минути или колку, важно откажа, доволно толку колку што требаше да ги сменат резултатите. Такви манипулации треба да се спречат, инаку волјата на народот е недвосмислена. И се надевам дека ќе дојде сериозно до таа промена, дека работите ќе се доведат во ред, со цел да се расчисти метастатизираната корупција и криминалните дејанија што се одвиваат и во повеќето сфери, значи во општеството. Јас се разбира очекувам победа на опозицијата, затоа што реков
на тоа укажуваат навистина расположението на луѓето. Едноставно земете, правете муавет со обични луѓе и тоа вака што е по случајност, ќе видите какво е расположението. Како ќе настапи единствена Македонија на изборите? Ние правиме проценки, значи, за целосната ситуација и се разбира дека на извршен комитет ќе бидат донесени, на состанок на извршен комитет ќе бидат донесени одлуките, ќе настапиме сигурно со своји избирачки листи. На тие листи, бидејќи имаме блиска и тесна соработка со пензионерите, имаме поддршка, ние даваме поддршка на нивните барања, кои што веќе во минатиот октомври всушност се подкрепени со законски предлози што Единствена Македонија ги достави до парламентот. И поради тоа, доколку, бидејќи и пензионерите најавуваат дека сакаат да се вклучат во изборите со своји листи, доколку, значи, имаат желба, тоа ќе може да го направат и на нашите листи, значи ќе може да бидат вклучени. Така што ние имаме, нели, намера, реков, со своји избирачки листи да настапиме, но јас сакам да укажам дека во оваа ситуација, имајќи ги предвид надворешните игри, па и притисоци што ќе следат, имајќи го предвид внатрешниот амбиент, мислам дека добро е што ВМРО ДПМН има висок рейтинг, меѓутоа тоа треба да ги направи уште повнимателни, значи и да разберат да не остават ништо на случајност, односно да сватат дека колку што е поголема поддршката за таа опција, од секој што барем малку е против ситуацијата до која што ја доведе СДС Македонија, значи дека треба да биде опфатен секој во тој блок, за да се постигне недвосмислено целта. И во таа смисла размислуваме и јас ќе предложам на извршниот комитет за евентуално, доколку се формира еден широк опозиционен блок, да се вклучиме во тој блок, затоа што велам дека само обединети можеме овој пат да извојуваме победа. Јас верувам дека македонецот, дека македонскиот народ ја има силата и дека со храброст, значи и со знаење дека може да го постигне тоа што е неопходно во овој момент за Македонија. Затоа што на крајот на криштата и мислам дека и Бог е со Македонија. Ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за така обширните одговори на моите прашања, што и се вративме ретроспективно 33 години наназад и опишавме што се случуваше во Македонија до денес. До следното видување. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам овде за вниманието. Ви закажувам наша наредна средба следниот понеделник во истиот термин. До тогаш, до видување.